Минималната плата ќе ја разговараат работодавачите и работниците и тоа што ќе се договорат Министерството за финансии ќе го прифати. Министерката Гордана Димитриевска-Кочовска во денешната изјава вели дека минималната плата опфаќа многу мал број на државни службеници. Истакна дека тие немаат ништо против тоа што ќе се договорат обете страни. Анализа и тоа го кажа премиерот во неколку наврати. Минималната плата ќе ја разговараат работодавачите и работниците. Ние ќе го следиме процесот. И тука, што ќе се договорат помеѓу себе, ние тоа ќе го прифатиме. Зошто? Затоа што во изминатиот период на база на направените анализи констатиравме дека минималната плата како компонента која што влијае на платите во државните органи опфаќа многу мал број на државни службеници, да кажам, некаде околу 14.000 мислам дека беа. Сите останати не се поврзани, така им се дефинирани систематизациите, не се поврзани со компонентата минимална плата, така што како држава ние немаме ништо против што ќе се договорат помеѓу себе двете страни, ние тоа ќе го поддржиме. Тоа што обврска кон државата, тие ќе треба да си го платат, вели Димитриевска-Кочовска, бидејќи како што истакна таа давачките не се високи. Значи тоа не е договор, они меѓу себе ќе се договорат. Тоа што си обврска да си платат кон државата, ќе треба да си го платат. Во многу наврати има различни предлози, сметаме дека давачките не се највисоки, напротив, имаме придонеси кои што се многу пониски од придонесите во соседството, методологија која што е прифатлива и подобра во однос на оние во соседството, така што не сметам дека треба нешто да менуваме во тој дел. По однос на минималната плата, согласно член 4 од Законот за минимална плата, висината минималната плата во бруто износот за месец март секоја година се усогласува со 50% од порастот на просечната исплатна нето плата за претходната година според податоците на Државниот завод за статистика и 50% од порастот на индексот на трошоци за живот.